Никогаш нити сме биле, нити сме против покачувањето на пензиите. Напротив, свесни сме дека голем процент од пензионери кои што примаат пензии се на работна екзистенцијата и секогаш сме се бореле и во фокусот ни биле пензионерите. Всушност така беше и кога се донесуваше новиот закон за пензиско и инвалидско осигурување, каде што нити парламентарното мнозинство, нити министерот сакаше да чуе за поинакви предлози за подобрување на условите во кои што живеат и пензијата која што ја примаат пензионери. Тогаш пред 2 месеци на вистина нити министерот, нити парламентарното мнозинство беа заинтересирани за положбата на пензионери. И тогаш, на оваа седница на Комисијата за труд и социјална политика, господинот председател Драги Аргировски, кој што сега дава изјави во целост се согласува, практично се претопил тој со владата на Република Македонија и со министерот, тој не е представник повеќе на пензионерите, тој е представник на Министерството за труд и социјална политика. Затоа што јас повеќе го гледам во друштво со министерот, отколку со пензионери. Сега тој, за разлика од тогаш, кога заедно со нас, со членовите на Комисијата за труд и социјална политика од Социјалдемократскиот сојуз, се бореше за поинаков сооднос во усогласување на пензиите. Се откажа од тоа и веднаш прифати предлогот на Министерството за труд и социјална политика, односно пензиите да се качат од 1 март 2013 година. Овој председател на пензионери, значи влезе во сценариото, во играта на ВМРО-ДПМН за политички поени, ситен популизам, да се игра со состојбата на 280, а за мене се некаде околу 290 и нешто илјади пензионери. Амандманската расправа и оно што припате вие поднесено како амандман и постоењето на сите тие иницијативи од ваша страна во делот на зголемувањето на пензиите, јас навистина не можам да разберам со кое право вие говорите дека ние сме били лицемерни со тоа што ако не го прифатиме како влада и како политичка партија амандманот со кој што барате од 1 јануари да се зголемат пензиите. Лицемерието е очигледно карактеристика на другата страна, односно на позицијата, во услови кога вие говорите за постоење на неодржливост на фондот, да барате од 1 јануар да бидат големени пензиите. Вие говорите, не говориме ние. Ние рековме од март месец, па не знам, прегледајте си ги амандманите, па проценете дали одржлив и дали сметате дека треба. Ние кажавме дека одржлив фондот. Ние кажавме колку може да се реализира зголемување на пензиите. За разлика од нашиот пристап, ние тоа многу јавно и транспарентно го направивме. Пристапот наш и практично премиерот на владата соопшти во своето првично излагање по однос на зголемувањето на пензиите дека реалните можности соодветно на она што е дел од програмата за работа на владата, а тоа беше уште на изборите 2011 најавено 5% на зголемување на пензиите 2013 година, дека ќе го реализираме, но дека заради дел од економските параметри не сме во можност иштото да го реализираме од 1 јануари, туку ќе го реализираме од 1 март. И тоа беше предмет на дискусија и дебата со релевантните сојузи, односно релевантните репрезентативи. Прифаќањето на овој амандман практично покажа пред 300.000 пензионери денес дека вие сакате да ги ставите во вашето сценарио за изборни цели. Меѓутоа ова не поминува. Ќе поминеше и ќе ја кажете вистинската ваша определба за грижа за пензионерите, доколку го прифатевте овој амандман на опозицијата. Сега веќе царот е гол. Јасно име на 300.000 пензионери.